Иако до последен момент се криеа визуелните измени, повеќе од јасно беше дека тие ќе се движат во смер на благо затегнување и освежување. Иако во преден план се ставени перформансите, се истакнуваат светлосните групи. Фаровите добија поостра линија, додека задната група е поврзана со светлосната линија која се протега и преку поклопецот на багажникот. Моделот Панамера, како допринос на дефиницијата дека е спортска лимузина, ќе може да се нарача како спорт туризмо или екзекутив верзија која има продолжено меѓуоскено растојание. За адреналинските зависници наменета е изведбата Панамера Турбо, која мобилизира од 4-литарскиот мотор 630 коњи и 820 Нм, сила да скокне од стоење до стотка за 3,1 секунда и вртежен момент доволен да го откорне асфалтот. Во однос на претходната генерација, тоа е зголемување на силата за 80 коњи и 50 Нм вртежен момент. Развиен во центарот во Вајсах и изработен во Цуфенхаузен, веќе познатиот мотор по конструкција е V8, а стероидите доаѓаат од битурбополначи доволни да ја забрзаат каросеријата до 315 км на час. Панамера Турбо веќе се докажа на зелениот пекол, каде возачот Ларс Керн постигна време од 7 минути 29 секунди и 81 стотинка на 20,832 км долгата патека, што е официјален рекорд во класата на луксузни возила. Втората по моќност е изведбата Панамера GTS, која има V8 атмосферски мотор, чии 480 коњи бројат 20 повеќе од претходникот. Најинтересни за најголемиот број купувачи, па и на оние од Македонија, се изведбите Панамера и Панамера 4, кои се наоружени со познатиот 2,9 литрен V6 битурбо, кој не е доработуван и ги задржа манирите со 330 коњи и 450 Нм. Каросеријата и системите за контрола се усмерени кон спортските карактеристики, но воедно го нагласуваат комфорот. За да се држи под надзор силата и контролата на секоја изведба, посебно додадени се 3 елементи кои функционираат како еден. Пневматска суспензија делува безпрекорно со Porsche Adaptive Suspension Management и Porsche Dynamic Chassis Control Sport, во кого е вклучен Porsche Torque Vectoring Plus системот. Ова тројство е дотерано да даде оптимални перформанси во секоја изведба без оглед колку е силен моторот. За оваа пригода вградена е нова генерација на контрола на управувањето и нов тип пневматици. Оние што се еколошки ориентирани сакаат перформанси од кои се леди крвта во жилите, а воедно сакаат да бидат ослободени од плаќање на дополнително оданечување, кое порано се нарекуваше акциза. Тогаш ќе бидат заинтересирани за Панамера 4 SE хибрид, која е плагин хибрид. Батеријата од 17,9 кWh овозможува да се поминат 54 км на струја. Комбинацијата на 136 коњи силниот електричен мотор интегриран со 8-степениот менувач со двојна спојка и за оваа прилика на 440 коњи засилен 2,9 литрениот V6 генерираат заеднички 560 коњи со 750 Нм. Овие показатели овозможуваат перформанси многу блиски на верзијата Панамера Турбо. Со стандардниот спорт хроно пакет, спринтот до стотка се совладува за 3,7 секунди и достига максимална брзина од 298 км на час. Дигиталната конективност и системите кои му помагаат на возачот се бројни, а се издвојуваат Porsche Communication Management, на кого му се додадени дигитални функции и услуги како подобрените гласовни команди, радарот подобро ги најавува знаците покрај патот и евентуалните опасности и многу други безбедносни системи во кои се вбројуваат автоматското задржување во лентата на движење, ноќна визија и уште многу ситници кои живот значат. Новата Porsche Panamera е веќе достапна за нарачки, а цените во Германија започнуваат од 91.350 евра за верзијата со најслабиот мотор и погон на задните тркала, до 179.800 евра за Panamera Turbo со погон на сите тркала.